Добар ден и добро дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за успех, односно кои се тие чекори или кои се тие најчести препреки, предизвици, искушенија и неопходни алатки кои што треба да се користат во текот на процесот на напредокот и успехот до одредена цел или животно постигнување, за да може човекот да го реализира она кое што го замислил, без при тоа да падне во бездната на препреките и искушенијата кои што всушност неизбежно доаѓаат на патот на успехот, без разлика кој успех и да е тоа. Дали е успех во работа, професионален, дали е во родителство, дали е во занаетчиство некое, дали е во некое хоби, спорт, уметност, што и да е. Значи, се она што човекот има намера, желба и порив да го постигне, реализира или оствари како дел од себе, без разлика дали тоа се одредени сегменти како способности, умешности и капацитети да се носиме со различни видови на работа или постигнување на одредени цели. Она што луѓето не го знаат најчесто е, што вклучувајќи ме и тука и мене, е тоа што во текот на животот, без разлика кој и да успех било тоа или кое поле, неопходни биле две нешта кои што мора да се прифатат. Првата ствар е тоа што за да се постигне нешто, неизбежно е тоа да се прави секоја недела и да не се гледа на долг рок, да кажеме, на целта. Значи да се работи дисциплинирано на сите мали нешта кои што се неопходни во текот на неделата. Без разлика што и да е тоа. Работа ли е, навика ли е, спорт, што и да е. Значи ги напоменав аспектите претходно, кои што еден човек може да ги посакува во животот и да се стреми кон нив. Меѓутоа, за да се постигне било што, потребна е дисциплина. Паралелно со дисциплината има уште еден сегмент кој што е многу важен, а тоа се контрастите, кои што неизбежно доаѓаат во текот на секоја недела во животот на човекот. Тоа значи дека без разлика кон која цел да се стремиме во животот, ние неизбежно мораме да бидеме дисциплинирани во истата и да бидеме свесни дека за истото постигнување ќе имаме препреки и контрасти со кои што треба да се соочиме на еден етичен, морален, мудар, интелектуално промислен начин, кој што ќе не направи нас спремни за таа идна верзија која што ние ја посакуваме. Можеби ние не можеме детално и јасно да ја замислиме таа наша идна верзија, меѓутоа со текот на работата и со текот на надминувањето на своите слабости и станување професионален во својот личносен, емоционален, личносен идентитет пред се, за да се носиме со било кој успех, е неопходно да се надминат тие наши лични, карактерни и на некој начин морални или етички несовршености, бидејќи сите ние на некој начин ги имаме. И затоа кога ќе видиме некој доблесен, успешен и кроток и дисциплиниран и навистина реализиран човек, ќе видиме дека тие зрачат некако со таа способност да зрачи тој успех од нив на секоја поле, не само во работата и во нивните способности, туку и во нивното однесување. Тоа значи дека неизбежно е на патот на тие секојдневни дисциплинирани ритуали и навики кои што не водат кон стремеш некаков и цел, да ги прифатиме искушенијата кои што ќе ни ја тестираат личноста и ќе не направат подобри луѓе, бидејќи ако го земеме универзумот во една генерална смисла, на универзумот целта му е да те направи да еволуираш низ процесот на животот, без разлика во која улога и да си. Тоа значи дека за да можеш ти да еволуираш, мораш да се соочиш со предизвиците кои што ти се најголема слабост и искушение и да ги надминеш и да не
емотивно да не те тригираат и водат во животот, за да можеш ти да бидеш стабилна, емотивно стабилна личност, но и професионално стабилна личност. Тоа значи дека на патот на успехот да беше лесен, како викаат, сите ќе бевме успешни. Меѓутоа, тоа не значи дека патот на успехот е нешто што е недостижно и недофатливо и дадено само на одредени индивидуи. И ако го земеме објаснувањето на успехот, за секој човек може да биде различен успехот. За некој материјалистички ориентиран човек успех може да биде, не знам, да направи неколку милиарди на својата сметка или да купи не знам колку коли или да направи некоја си луксузна куќа и тоа за него да биде или не знам да направи YouTube канал со 200.000 што ќе го следат. И да речеме тоа во неговата глава е успех. Меѓутоа тоа не мора да значи дека е успех, затоа што позади стремежот за материјално и без разлика од кој вид да е тоа, дали е followers или материјални пари или предмети, стои позадина на его, кое што вели јас сакам да имам што повеќе и мојата личност да се идентификува со овие нешта. Затоа јас често сум знаела да го напоменам тоа, дека кога ќе видиме луѓе, индивидуи со голема платформа на followers, дали е било која социјална мрежа, не мора да значи нужно дека тие се успешни луѓе. Тие можеби се успешни приватно во некои своји лични области, меѓутоа нивните followers не мора да значи дека ги идентификуваат како успешни личности, затоа што тие може да даваат, а најчесто е така, вредност која што не резонира со Божјата духовна суштина. Тоа значи дека ти си успел, а газиш преку лешеви на некој начин, значи даваш било што или даваш нешто што мислиш дека е во ред и нормализирано општествено, што луѓето можеби се мамат на тоа и гледаат дека е можеби тоа нормално затоа што им го нудиш како нормално и фактички те следат и те поддржуваат и те прават успешна личност. Меѓутоа кога ќе видиме духовната позадина на тоа, ќе видиме дека од аспект на духовноста, на душата, на квалитетите на животот, на вредностите, она што го даваш всушност е на некој начин грешно, неморално, неетички кон луѓето кои што те следат, затоа што даваш лоша вредност. И сега во нивните очи тие се вреднуваат себе си како успех, меѓутоа од аспект на повисока свест и на духовна суштина во личноста, тие воопшто не се успешни. Што значи имаме денеска многу успешни луѓе, материјалисти или без разлика од кој вид да се, можеби се со полни со луксус, со филери, со патувања, со гради, со луксузна облека и така натаму и да кажеме ги гледаме ние како успешни луѓе. Но да се вратиме ние на темата, мала дигресија направив, чисто затоа што знаат некогаш успехот многу лесно да се меша со индивидуи кои што воопшто реално не се успешни, затоа што ако ги споредиме овие индивидуи со човек кој што макотрпно читал секојдневно, се едуцирал, вложувал во духовноста, правел жртва на некој начин да не потпадне под некои ниски, минливи, материјални нешта и кој што се стремел да вложува во себе, во духовноста, во сршта на својата душа, идентитет, креативност, автентичност, значи вредност, например, секогаш го давам тука Тоше, кој што, например, низ макотрпна работа го постигнал успехот и сега да го споредиме Тоше, замислете, со некој инфлуенсер или некој, не знам, пејач што дава, значи, низ песните некои лоши ниски вибрации на звуци, лоши текстови или некои површни текстови со како што денеска знаат такви песни да слушаме од некои индивидуи и тие наеднаш стануваат успешни. И сега ќе го споредиме Тоши неговите прекрасни песни со длабочина, со мелодија, со мислам автори кои што напишале длабочински културни текстови со некои текстови кои што едноставно ти го билдаат на некој начин егото и во тебе ти носат порив на агресија или порив на, не знам, на некои
да мислиш на некои нешта кои што не се важни, се многу некултурни на некој начин, со еден збор на покултурен начин објаснето. Знаете зашто мислам. Затоа, низ патот на успехот треба да се има и свест за овој аспект, односно моралната, етичката страна на развивањето. Што даваш како вредност? Значи ти инвестираш, вложуваш во себе, кажавме, дисциплина, се сочуваш можеби со одредени судбински текови и околности кои што не можеш туку така да ги промениш во овој момент, меѓутоа она што треба секој човек да го знае дека Бог ако ни дал одреден пат и одредена положба во животот, без разлика каде и да сме, тој ни дава и можност низ тие околности да станеме нешто од себе, да биде успешно. Сега кога сме кај здравиот успех, имаме индивидуи кои што се навистина многу успешни со огромни капацитети и способности, даваат морална вредност, даваат квалитет, имаат навистина развиени, не знам, умешности и таленти. И сега имаме индивидуа кои што, да кажеме, немаат доволно развиени таленти, а веќе на одредена област и сега не можеме па да се споредуваме со индивидуи кои што се нели веќе успешни. Затоа Бог секогаш на човекот му дава околности кои што може од тие околности да извади од себе нешто најдобро, максимално, но низ неговите желби и интереси да се оствари како личност доволно за да биде идеално, да кажеме, среќна и исполнета во тој сегмент на нејзиниот личен професионален живот и попатно низ успехот на тој личен свој развој да достигне еден ден околности и судбина низ својата, да кажеме, личност која што ќе умее и да се справува и со луѓе и со можеби клиенти или со што и да работи или да се развива повеќе во некоја област во која што ќе има, не знам, поголеми способности, таленти да создава нешто поквалитетно, каде што ќе може и да заработува подобро еден ден и така натаму, што ќе дозволи еден ден судбината да ја промени на неговите или нејзините околности. Да се осамостали, па можеби ќе се промени како личност попатно и ќе изгради таа своја самодоверба. Најчесто се случува така, затоа што низ тој процес ние растеме, па да запознае некој партнер кој што ќе овозможи можеби подобар дом, или ако е обратно да се добие работно, ако е машко да кажеме, да добие работно место кое што ќе му овозможи доволни услови да се осамостали, да направи, да се одвои од својата фамилија или да направи, не знам, нов спрат од куќата на родителите и така натаму. Сакам да кажам дека низ патот на развојот, без разлика од која околности да се наоѓаме, ние можеме навистина да еден ден направиме нешто свое во кое што ќе бидеме и лично како личност исполнети во својата професија, во своите таленти, во она што нас внатрешно лично не влече, но од друга страна да создадеме иднина која што ќе не направи спокојни и мирни. Дека некогаш ќе се дојде до некој идеал на врвно спокојство и мир, тоа е невозможно, бидејќи живееме во еден доста контрастен свет во кој што доминира злото, тоа веќе го знаеме. Меѓутоа може да се дојде до еден стадиум во кој што личноста ќе го најде колку толку мирот во својот дом и нема да има искушенија, бидејќи многу луѓе може да доаѓаат од околности каде што имаат многу искушенија, поготово со сопствените родители и така, браќа, сестри, роднини, комши и слично. И затоа го напоменувам ова, затоа што со тој процес и низ тие искушенија, значи низ тие искушенија и дисциплина и месеци и години развој, да достигне еден ден ослободување од тие околности. Од друга страна, ако сме веќе на некои работни места, јас тука ќе го дадам мојот пример, затоа што мислам дека мојот пример најдобро ќе придонесе да сватите што сакам да кажам. Некогаш за да можеме да стигнеме до одредено животно скалило, потребно е
да кажеме, одредена жртва. Значи, еве, јас сум морала некогаш да работам кај некое работно место кое што не ме исполнувало, ама попатно сум барала работни места каде што нема да имам толку обврски во денот, за да можам да се посветам на читање книги во текот на денот, на работа на компјутер, значи да правам дизајни, цитатите сум ги правела. Значи јас, например, Инстаграмот сум го цитатите, знаењето сум го пренесувала на многу непрофесионален и на многу креативен начин како хоби, не како работа. И на некој начин тоа со текот на времето ме создавало во унапредувањето на мојата личност, во способностите, во интелигенцијата на некој начин, да се снајдам, да се справам, да научам како функционира и YouTube, и Instagram, и како луѓето, што сакаат луѓето, која сум јас пред луѓето, што сакам да дадам, и така натаму, и така натаму. И низ тој процес, ние што правиме? Значи, ние доаѓаме до стадиум да еден ден можеме да направиме нов чекор. Или универзумот да настави на една ново скалило и позиција. Например, да можеби ќе промениме работно место, можеби не сме се уште спремни да се осамосталиме. Ама и следното работно место ќе биде дел од процесот кој што всушност Бог го наумил на некој начин за нашата најдобра верзија од себе. Па ќе поминат година, можеби 2, можеби 3. Не е важно колку време ќе помине, бидејќи времето и на некој начин и онака ќе помине. Дали ние сме работеле или не сме работеле нешто и не сме развивале, така што подобро ние да седнеме и да развиваме нешто. И еден ден неизбежно ќе дојде до нешто, некоја промена во животот. И зошто ова го кажувам? Затоа што често луѓето знаат да се демотивираат по некое време, година, 2 поминале и не дошло до никаква промена. Промените драстично не може да дојдат. Промените доаѓаат во согласност со спремноста на нашата душа и личност, но ако човек работи на себе, тоа секој ќе ви го каже дека од година на година самиот ќе увиди дека никогаш не бил на исто место како што бил лани. И тоа кажува дека успехот бара многу долг процес и време, но никогаш не треба да се занимаваме со таа крајна највисока цел, затоа што тоа е невозможно. Повторно ќе напоменам, за да ја стигнеме таа највисока цел, треба да бидеме и ние спремни како личност. Понатаму, она што би го напоменала тука е вербата. Односно, човекот треба да има верба и треба да има доверба во Бога, затоа што сепак ние сме тука на земјата како духовни суштества и души кои што имаат духовна мисија да растат. Ако е тоа така, тогаш значи дека ние сме 24/7 водени од Бог и од духовниот свет. Ние мислиме дека нештата се во наша мокина, сплет на случајности, ама всушност се е водено од Бог. Дури најмалите ситници и случајности во текот на денот се водени од Бога. Што значи, тоа ни кажува дека таму каде што се наоѓаме не сме случајно и од таму треба да најдеме ние дисциплина и да се надминеме, да ги надминеме своите слабости и негативни аспекти од аспект на пасивност, летаргија и да тргнеме кон постигнувањата со верба. И низ тој процес да веруваме дека сме водени и добиваме помош од Бога. Затоа што Бог секогаш сака на секоја човечка душа да ја помогне да се оствари како личност. Зашто Бог би сакал некој да има тотален неуспех и да има катастрофален живот, а некој да има убав живот? Тоа е невозможно во очите на Бога. Бог сака секој човек да биде среќен. Ама бидејќи луѓето скршнуваат од патот на душата и Бога, самите се водат и кон неуспех, и кон карма и грев, што придонесува да не успеат и да не го достигнат успехот и среќата и мирот и благосостојбата, затоа што не живеат во склоп со духовните постулати на нашиот татко. Сега, кои се тие духовни постулати? Па,
можеме да почнеме од 10 Божји заповеди, еве да кажеме, од аспект на тоа да имаш свест за себе и за другиот, да прифатиш она што Бог ти го дава на грбот како товар и да го свртиш понекогаш и другиот образ затоа што не случајно си ги добил тие околности. И како трето, секој пат, во секој момент кога ќе наидеме на искушение, да ги препуштиме нештата на Бог, затоа што Бог е тој кој што ни ги дава предизвиците, но и ги решава. Така што секогаш низ патот на успехот треба да имаме доверба во Бога и да знаеме дека Бог е секогаш тука да ни помогне во остварувањето на соништата. Сега кога сме кај тоа, затоа често знаеме да сретнеме да поставиме цел и да одиме кон манифестација. Нема потреба од манифестирање. Значи доволно е само да се обратите кон Бог и да негувате вербата кон Бога. И со текот на времето Бог ќе ви ги донесе сите нешта. Значи немаме потреба ние да поставуваме цел и да имаме желба да ја манифестираме, затоа што на тој начин ние се стремиме кон постигнувањето, кон целта, кон манифестацијата, а не кон тоа, кон развојот на духовноста. Да имам доверба во Бога низ процесот на животот, затоа што низ манифестацијата ние можеме да бидеме попатно многу неморални. Затоа вака кога имаме доверба во Бога, внимаваме што правиме во текот на процесот кон успехот. Од друга страна, ја стекнуваме таа доверба дека Бог навистина ни помага во животот и ни ги носи нештата кои што ни се нас важни. И кога сме веќе кај тоа, еве ќе ви кажам една приказна која што сметам дека е многу интересна и убава и во склоп со оваа последна точка која што ја кажав, која што всушност ја дава суштината на тоа дека Бог навистина помага во сите околности кога нас ни е потребна помош, иако ние во тие моменти мислиме дека нема излез или нема решение за истото. Приказната оди вака. Една жена се јавила во радио да побара помош затоа што била во некоја ситуација која што не можела да ја реши. Ама еден лош и злобен човек ја слушал на радиопрограмата и смислил нешто да направи во врска со тоа. Тој ја земал нејзината адреса, се јавил на неговата секретарка и наредил да ја купи храна и да ја однесе на жената со следниве инструкции. И рекол: кога жената ќе те праша кој ја испрати храната, кажи дека е ѓаволот. Кога таа пристигнала, жената била пресреќна и си ја внела храната дома. Ама секретарката ја прашала и кажала: зар не сакаш да знаеш кој ти ја испрати храната? И жена му одговорила: не е важно, бидејќи кога Бог ќе нареди, дури и ѓаволот слуша. Секретарката се расплакала. Тоа ни кажува дека понекогаш не можеме да знаеме низ какви услови и околности и начини ќе дојде нешто до нас, за да не однесе можеби до некоја подобра околност, подобар идеал или да ни го реши проблемот во кој што се наоѓаме, затоа што Бог има разновидни начини на решавање на нашите ситуации. Затоа велам, важна е вербата во Бога низ процесот на било кој успех, затоа што низ вакви примери можеме да видиме дека ние сме постојано водени од таа духовна Божја вредност, енергија и постоење, кое што е тука да ни помогне ние да се оствариме во најдобрата верзија од себе. Така што се надевам дека ова видео ви служи и ќе ви служи, и намерно го направив сега како започеток од една, можеби да можеме да кажеме, нова година, бидејќи доаѓа септември, и тоа е како една нова година во текот на годината, затоа што се враќаме на работа, менуваме работни места, почнуваме нешто ново, идеја, креација, имаме, нови цели за до нова година и така натаму. И мислам дека ова ќе биде еден убав кураж за секој оној кој што сака да се осамостали. И намерно го направив ова видео затоа што сакам луѓето да се осамосталат и да бидат независни луѓе, затоа што кога ќе се направите независни луѓе, навистина вие нема да зависите од работодавци кои што ќе ви ја цицаат енергијата
Емке вие злоупотребуваат енергијата со работни временски услови кои што всушност се нереално и непотребни за човекот, нереално дадени, затоа што ние не сме создадени за 8 до 4 часовен работен систем. Затоа ова видео нека ви служи да истраете во патот на успехот и колку што човекот индивидуално сметам дека ќе стане независен со своите способности и афинитети да се оствари како личност, толку помалку ќе зависи од политика, од работни места, од здравство, од околности, од живеалиште, од земја, од град и така натаму. Значи, ние со нашата остварена личност и независност ќе станеме слободни луѓе во духот, затоа што се ќе зависи од нас и од Бога. А кога зависи се од нас и од Бога, тогаш ништо не може да влијае од надвор, како систем, како политика, како човечки фактор кој што ќе чекаме ние на него поголема плата или да не услува со неговите правила и да исчекуваме и да бидеме од страв затоа што зависиме од друг човечки фактор. Кога зависиме од себе и од Бога, ние немаме страв дали нашите сметки на крајот ќе бидат платени. Не, ние сме со целосна доверба кон Бога дека се ќе биде на крај добро затоа што тој не води во секој сегмент од нашиот живот и секогаш се труди, е тука нашиот живот кога сме морални, етички, кога живееме со Бога да го направи во баланс и реализиран и исполнет во секој месец, без разлика дали е тоа плаќање сметки, храна, не знам, било што и да е, значи да биде подмирено. Така што тоа е тоа. Ви благодарам и се гледаме во следното YouTube видео.